Благодарам, почитан председател, колега Тунтев. Слушала внимателно и видов дека само неколку збора употребувавте ненормално, извртено, наопаку и нешто слично. Ја ќе се потрудам да видам што е тука ненормалното кај вас. Па нели е ненормално да излезете на избори, да немате никакви забелешки и да не ги признаете истите? Нели е тоа ненормално? Што мислите вие? Јас сметам дека е ненормално. Дали е нормално да бидете избран во собрание, да ја земате незаслужената плата, да не доаѓате на работа и сето тоа да биде нормално? За мене не е нормално. Јас да сум на ваше место, мојата плата, доколку би била како вас, а не сум за среќа, би ја донирала во дом за деца без родители. Тоа би било нормално, да речеме не сте сработиле ништо, ама ова што нас ни припаѓа, ќе ви го дадеме на вас. Тоа е за мене нормално, доколку имате малку чест. Велите Америка нема вакво нешто, нема. Точно дека нема, во Америка нема ваква лигава опозиција. Нема луѓе како вас, кои што клечат пред вратите на белосветски растурници и одат и кодошат за сопствената држава да и се нанесе најголема штета до сега, од осамостувањето до сега. Нема такво нешто. Не Америка, нема држава каде што вакво нешто се случува како кај нас. Има уште нешто. Нема никаква опозиција овде во кај нас. За жал, вие сте некоја багра собрана. Жалам што морам да употребам ваков збор. Не доведовте до едно невидено сценарио каде што учествувате вие со одредени луѓе само за да ништите оваа држава. Велите се е наопаку, точно дека така. Наопаку е да имате министери, а да сте опозиција. Наопаку е да седнете во фотељи, а тоа да не ви го дае народот. И тоа е наопаку. И за мене стварно наопаку. Како може некој да седне во фотеља и да управува со државата, народот да не му го дае тоа легитимно право? За мене е ненормално. И во право сте дека се е ненормално. Јас само се прашувам, има ли дно ова ваше однесување? Има ли малку човечност? Има ли малку образ? Има ли малку достоинство вашава партија? Да не се доведеше до ова ниво ваква ситуација во државата. Имате ли малку совест? Имате ли достоинство да излезете на избори легитимно и да ги добиете? Немате. Токму затоа ги приметнувате сите овие ваши малверзации и правите забуна кај народот. Но народот е чесен и препознава што е лажење, што е мамење и што е добро спроведена власт во оваа држава која што се труди максимално да ја подобри состојбата економска во државата. А ако чауш не е ваш, што е тогаш причина да не учествувате во оваа комисија и да дадете свој допринос, да видиме што му било намерата на човекот? Зошто правел фалсификат пасоши, зошто правел лични карти, зошто располагал со туѓи материјали и зошто граѓаните ги држите во заложништво? Зошто сакате да тргувате со сите тие материјали и да уништите многу судбини?